Здраво, другари, здраво, криптореволюция. 15 ки ударам, дръжам се до това да е 15, значи одаме бързо. Първо ке огледате, другари, Айвано на теч. Пред 18 часа е видеото и фактически много добро обяснува манипулацията, значи фейкаут прави биткоин цело време. Тоест елитата, другари, нема шо да се плашите. Елитата фактически, какво ке му дойде, знае дека вие ударат леверидж чуда, само што не е експлодирала алткоин сезоната и стават много, брат, комар дека ќе оде нагоре. Берзите продават и елитата продава, не може да и дозволи много луѓе да станат богати. Знаеш, много луѓе викат, ќе купиме биткоин, ќе купиме крипто и ќе станеме богати. Страпливост, другари, треба. Страпливост. Знам дека ово изгледа страшно, например, нагоре-надоле, али страпливост треба, брат. Да бевте купувале по 30% биткоин, да бевте трупале на 125,000, дури можеш и да го продадете и да го купите назад на 120,000. Ако промашите, веќе сте го кеширале и сте си направили, да речеме, профит. Ама тоа не е препорачливо за нови луѓе што не знаат дека се упаднати, али имавте опција, можевте и тоа да го направите ако трупавте 30% биткоин. Останало да чекаме, ќе има bull market, значи добро е што стварно намалија многу пораките, тук там некоја има некоја порака се пуште паника е за Cardano. Другари, Cardano не е коин кој што ќе рипа нон-стоп по 100, 200, 300%, Cardano кој ќе рокне, е рокнано. Така да нема тамо ништо страшно, тоа си е технологија и колку години ви зборам дека е технологија, сите вика ќе пропадне, другари не е пропаднало. Айвано на теч го имате го кај мене на видео news, имате го со превод, ќе го изгледате, интересно е видео, наместо ја да филозофирам. Тука бирате Айвано на теч, дека е Айвано на теч, тоа е видеото. Ќе го изгледате, имате превод, ќе си изберете тука транслет, да не ја филозофирам. И ќе си го изгледате, тука ќе видите уствари што е. Сега ја ако земам да објаснам, треба 1 сат видео, тие мрзи ги да гледат. Значи ќе гледајте го видеото со превод и ќе сванете, гледаш манипулацијата што ја прават. Али bull market ќе има, чекаме да видиме тај биткоин дали ќе отиде, дека го покажуваше која минута беше сега, не знам. Да, тука беше. Значи, да отиде да речеме 129,000, да речеме 130 следно да отиде, да зациментира тамо и да видиме што ќе се деси. Ако не, да речеме елитата да го напумпа до 140 барем, и после да речат рокат алткоините, не може да се погоди затоа што многу луѓе играат комар. Многу луѓе играат комар и нема да ја дозволат берзите, брат, да направат луди проценти од леверидж. Значи многу играат комар, иксови 5, 10, 20, 30, нема да ја го дозволат тоа берзите да го направат. Значи затоа ја не ги правам тие работи и само чекам. Айвано на течке огледате, значи биткоин dangerous if we don't pump us up, whale expense, тоа ќе огледате видео, има да го покажав вие дека е. И тоа е, тие видео со превод што се гледат уствари појасно ви станува дека има шанса, има шанса. 100% мора да има bull market, разбираш, ти ако сега срене биткоин на 80,000 или на 50,000, народо нема да му е интересно, брат, у наредните 4 години. Значи мора да има драма, да речеме 140,000 нешто тај стил, па после да се напумпа Ethereum до 7,000, 8,000, Cardano да се напумпа до 5-6 долари, значи да има игра, да биде интересно, разбираш. Ама кога народо нема да го очекува тоа? Кога народо нема да удара тие леверидж. Значи ние моментално страдаме за тие што играат леверидж, играат комарџиски работи дека многу ќе пумпа нагоре, разбираш. Наместо ние тие обичните што за жал страдаме, што си чекаме, разбираш. Кај мене, другари, исто одете на Twitter и таму разлистувајте. Тоа го имате, Twitter го имате на Twitter го имате најдоле. Го имате Twitter. Twitter, натискате го и буп, доваѓате на ово чудото. И тука споделувам исто информации.
Значи, брат, замислете си, овај тип вика дека биткоин ќе стигне 644 000. Овај bull market да го напупат 644 000, нема шанси заради тоа што треба многу луѓе да го продават на 140 000. Ако да речеме 70-80% го продават биткоин на 140 000, да речеме и на 170, значи многу голем процент, над 60% да го продават, за еднат ќе го напупат на оваа сума. Разбираш? Ама разбирате ли? Ама ако ако го чуват такви луѓе што го чуват биткоин, гледаш, од стекинг реборд живеат и тие работи и го чуват за пензија, значи тие луѓе тоа не може да достигне. Али видовте халвинг беше дека беше халвинг, другари. 2028 халвинг, намалува се гледате на пола rewards. 2028 фактички и како ќе му дое измеѓу 2030 и 2031 bull маркето, другаре, дефинитивно биткоин може да стигне 2300 644 како ништо. Така да сега да купите биткоин, пресметајте, брат, не може да промашите со биткоин. Не можете. Значи, гиганти како Емиратите планираат да го прифанат. Ова исто, баш вчера другаро што е crazy фан на Ripple, вика Ripple ќе го сменил позицијата на Ethereum, може да стигне, да речеме, до там, да му дадат за кратко, да речеме, за да ги залажат сите all-in долото ово, да речеме, комар стил, и после да го дампнат, али, брат, Ripple, надпреварувајќи се да го и тук уште не. Ripple е на трета, гледаш, не сум направил рефреш. Ripple е на трета позиција, па е Tether, па е BNB. Значи, гледајте, 177, 179. Така ли? Не, шо 179 го дава. Тука е рефрешот, тука не е. И гледај сега, бум, BNB, гледаш тамо, него убаво тоа беше се избагирало. BNB 179, па Tether, па дури Ripple 172. Значи вчера му пишав на кафана, кладба и на чај, и на пиво, на брато, на другаро. Не опознам дечкото, нон-стоп е лут фан по Ripple. Да, Ripple, гледаш на елита да го форсират, али гледаш, брат, дека BNB го помина. Кинеите не се предават. Binance е много јака берза и луѓе кажави, барем 10% од портфолиото да ви беше там, да ме бевте послушали. Не ли викам 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, 10% трупате Star Atlas, па другия месец 10% трупате BNB, па Ripple, па да речеме Solana, ама BNB да бевте ме послушали, другари, 126%. Значи се што ќе бевте купиле од BNB, па дури и една сезона, некам да го кажам, да бевте уиделе 100% BNB, од кога веќе имате, да речеме 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, 100% да идевте пред една година BNB, да натрупавте плюс такво портфолио, пошто имате заштита од биткоин, Ethereum и Cardano, другари, вие ќе бевте 126% нагоре. И тоа чудо нема да го остават кинеите, брат. Тоа е кинеското чудо. Значи, другари, да се надеам дека тие 300 луѓе што пратите или 500 ќе почнете BNB да го стават у вашето портфолио. Другари, што се избагирава ова? Welcome in America. Да не пуштам тонот и не знам дали ќе му дарат блок. Супермаркет Giant Spar прифаќа биткоин in Lightning payment у Швейцарија. Швицарска, другари, се светлосни години. Македонија уште не можеме да имаме Binance да дојде да отвори канцеларија и да го прифане денарчето, да може да се стави на нивната берза, па там да се смене за било кој стейблкоин, али ќе дојде и тоа. Јако и до Македонија ќе се трудам да се борам за тоа чудо. Исто и овај брато, не знам да го пуштам, не знам дали има заштита. Исто и овај брат да го изгледате тука. Ово е колку? 11 минути. Добра му е анализата, аналитиката. Altcoin rejected again, гледаш како е. Тука, али ки има. Значи, ја rejected за тоа што другари, многу луѓе ударат комар, нема берзите да ја дозволат, брат, овие да направат луди пари. Ово кажи го.
Нема да дозволят, я па тук гледам, насадо гледам дали 15 минути, 5 минути имам. Значи, другари, научете се да ми го разлистувате и Twitter профила. Нищо пари не правям, брат, ако лайкнете и ако го споделите, само други македонски виета. На Twitter нищо не правям пари, брат. Джаве купих тази 170 пакет да тестирам вещичката интелигенция. Не ми се свия какви слики видео ваде и така да. Тая игра ще планирам да я направя му еднина, това си почекаме 2030-2035. Значи, разлистайте го моя профил. Моментално сме оваа фаза, другари. Биткоин никогаш няма, другари, да изчезне. Така да не се плашете дека, другари, ки ги изгубите парите. Значи, без разлика дали ке отиде до 170 000, пак ке падне на 100, како шо викат, но у Македонија не може да разберете една работа. Шо ако ставам пари сега на вие на 120 и ке падне. Другари да падне. Следният bull market, че после 4 години, тогава се гледа. После 8 години. Ама брат, кой ги чека толкова? Другари, вие работите цял живот, за да дочекате пензия. А от тази пензия може да ви е мала тази пензия, па да трябва да идете да работите. Така да филмо тия 8 години така поминал, тия 4 години така поминал. Секој што трупа биткоин, Ethereum и Cardano не може да погреше, брат. Затоа што да речеме најлоша варијанта со Ethereum и Cardano нешто се деси, ви имате биткоин што со сигурност ќе ви ги избие. Затоа е тоа сум го направил тај концепт 30%, 30%, 30% и 10% BNB. BNB ако си сме на BNB, другари. Си сме на Binance јапа BNB. Си сме на Binance берзата. Македонија ние се радуваме Binance, брат, да упадне. Значи стабилна берза, што не е хакирана до сега. Така да се надевам дека луѓето почнуват да трупат ова гнаста што мразам сатанистичка, нека ме го блокират видео ако сака. Ова копеленце ме блокираше, кажав и во преходното видео, на Twitter ме многу блокираше и там моите најаки објави што се пред, да речеме, и првиот профил што го бев затворил пред, како ќе му дојде, пред 13 години, ја некев не да го користам Twitter поради тие работи. Сега за прв пат Елон Маск мора да го пофалам дека не ме блокират, па затоа го толку користам Twitter. Госпоđата многу верува у ово, каже го вај сенатор у BNB, ово и у Binance. Да се надејам дека и у BNB ќе почне. Ја немам Binance, BNB, другари од Америка е нелегално да го поседувам. Нема го на берзите. Кога ќе си дојдам во Македонија и 2000 и 3000 долари, планирам да си направам портфолио, да си го имам да ми дава staking rewards. Планирам да го имам BNB на било која сума кога имам кеш. Да се надејам дека вие нели ќе дојдете во моите крипто академија, кеш што ќе имам, пред вас ќе ставам у BNB да си имам така едно скромно неколку BNB да си ги имам, разбираш, да видиме што ќе ми дават од staking rewards. Овај сенатор оддавна поддржува биткоин, така да нема лабово. И тоа кажува дека BNB го флипнал Ripple дури ја изгуби позицијата од стеблкоина, ама тоа не е битно стеблкоина, фактички е на 4-та позиција. Стеблкоина не се гледа. Елон Маск, другаре, има 1 билион у биткоин. Брато до вчера не веруваше, дръндрънярня, тук кажуваше за Dogecoin, ќе го лепеше на ракетата, ќе летеше у Марс, уште не сме истражили ние 70% не знаеме од шо има океаните, ќе одеме на Марс, таа пропаганда. Иначе ќе отидете, ќе ви стави тука по едно чипче, ќе ве набоде на оно како Матрикс и у таа доле базата вие ќе глумите дека сте отидели на Марс, никош нема да отидат на Марс. Така да немаме дозвол да дојдеме на Марс, рано е за таа фантазија. Тоа што ќе лита таму е секи биде, кажи го, вечешките интелигенции ќе ги правят тие видеа и затоа никош нема се враќат. Кога ќе рече да, ќе отидеме и ќе се врнете, разбираш. Ама се до тогава ќе си почекаме. Big news. Значи White House wants to pass the crypto market structure bill Q4, ќе видиме што ќе биде. Имам 50 секунди. Значи, 1 кило на злато е 1 биткоин, значи много вау, кажува овик. На цивилизацијата и требаше 5000 години за да достигне, како беше, it took human civilization 5000 to reach this price. Значи 5000 години да достигнеме оваа цена на златото, биткоин го направи за 16 години. Замислете си па за наредните 16 години, другари, што ќе се деси. Милионски суми. У наредните 16 години јави 100% сум сигурен дека биткоин ќе биде од 10 милиона, 100 милиона суми. И да не е да сум сгрешил, сигурно ќе биде 2-3 милиона, 5 милиона. Така да, значи вие па може да станете милионери. Другари, Стар Атлас си напредува како што требе и тоа е, другари, нема друго. Чао, точно 3, 2, 1, крај, 15 минути.